Затоа што објективно, за жал, нашата земја и глобално сме преплавени со лажни вести. И секој всушност се труди да се најде себе си во тој промил. Прво треба да се смени ставот. Вакцинацијата за COVID-19 е нешто најдобро што и се случи на земјината топка во изминатата година. Рачунајте дека целата светска експертска елита се собра и успеа за неполна година да создаде неколку типови на вакцина кои што се навистина единственото оружје со кое што човештвото може да се справи со оваа современа чума. Но што е нерационално, што е нечовечко, нехумано во еден ваков став? Што ако јас сум дел од тој промил? А зошто да бидете? Не, ама има такви примери, нели? На луѓе вакцинирани, еве дури и кај нас се појави пациент. Јас се уште не сум сигурна дека каузалната причина за овој синдром и оваа појава кај оваа девојка е токму вакцинацијата. Еве јас ќе ви кажам, на клиниката во изминатиот период многу слични состојби по прележан ковид имаше. Вакви како оваа пациентка? Пациенти со тоа се вика синдром на Московиќ, кој освен тромбоза, освен тромбоцитопенија, има дури анемија. Дали да ве потсетам на фактот дека секој пети заболен од ковид, на 5 заболени од ковид, еден добива тромбоза. Тромбоцитопенијата е многу честа појава кај пациентите кои што се болни од ковид и е лош прогностички знак. Еве,